Советска подморница со нуклеарно оружје. Тајната што се уште зрачи. Руската подморница К-278 Комсомолец, уникатен проект на советската морнарица, потона на 7 април 1989 година во Норвешкото море за време на својата трета оперативна патролна мисија во Арктичкиот океан. Оваа нуклеарна подморница од класата Майк, според класификацијата на НАТО, беше позната по својата способност да нурне до исклучителни длабочини, достигнувајќи рекордни 1020 метри во Норвешкото море 1984 година. Несреќата што довела до нејзино потонување имала сериозни последици, вклучувајќи и загубата на 42 од 69 членови на екипажот и остави прашања за нуклеарното оружје, што се уште лежи на дното на морето денес. Комсомолец беше дизајниран како експериментална подморница за тестирање на технологии за четвртата генерација советски нуклеарни подморници. Нејзиниот труп од титаниум ја овозможи да работи на длабочини недостапни за повеќето подморници од таа ера. На 7 април 1989 додека пловилото се наоѓало на длабочина од 335 метри на околу 180 км југозападно од островот Мечки во близина на Норвешка, избувнал пожар во машинската просторија поради краток спој. Пожарот брзо се проширил низ каналите за кабли и покрај затворените водонепропустливи врати, што предизвикало губење на контролата врз истата. Подморницата успеала да излезе на површина и останала таму околу 5 часа, но на крајот потонала на длабочина од приближно 1,7 км во Баренцовото море. Пожарот предизвикал тешки услови на подморницата, а поголемиот дел од екипажот загинал поради изложеност на студ и досање со спасувањето. Од 69 членови на екипажот, 27 преживеале, додека 42 загинале, главно откако биле принудени да го напуштат бродот. Советската морнарица беше критикувана за бавниот одговор на кризата, што веројатно придонело за поголем број жртви. Комсомолец носел 2 торпеда со нуклеарен врв на својата последна мисија, заедно со нуклеарен реактор што ја напојуваше подморницата. Според информациите на англиската Википедија, се уште лежи на дното на Баренцовото море заедно со тие нуклеарни материјали. По потонувањето, Советскиот сојуз под притисок на Норвешка спроведе истраги користејќи длабоки подморници од Келдиш за да ги лоцира остатоците и да го процени ризикот од истекување на радиацијата. Експедицијата во јуни 1989 година ја потврди локацијата на потонатиот брод, а советските власти тврдеа дека секој истекување е незначително и не представува закана за околината. Меѓутоа, подоцнежните истражувања покажаа поинаква слика. Експедиција од 1994 година откри истекување на плутониум од едно од торпедата што носело нуклеарни боеви глави. Во јули 1995 година бродот Келдиш се вратил за да ги запечати пукнатините на трупот и да ги покрие нуклеарните боеви глави, а операцијата, завршена една година подоцна, беше прогласена за успешна. Се проценува дека мерките ќе дадат безбедност од радиација за 20 до 30 години, односно во периодот меѓу 2015 и 2025 година. Норвешките власти оттогаш земаа годишни премероци од вода и почва во близина на урнатините за да го следат нивото на радиоактивност. Во јули 2019 година заедничка норвешко-руска експедиција откри облаци од радиоактивен цезиум 137 што произлегуваат од вентилационата цевка на остатоците, потврдувајќи дека нуклеарниот материјал и понатаму е извор на контаминација. Според достапните податоци, нуклеарниот реактор и 2 торпеда со нуклеарни боеви глави се уште лежат на дното на морето заедно со остатоците од Комсомолец. Иако нивото на радиација во непосредна близина на цевката за вентилација може да биде значително покачано, експертите, вклучително и норвешките истражувачи, тврдат дека радиоактивноста брзо се распаѓа во околното море и не представува непосредна закана за рибарството или животната средина. Сепак, долгорочните ризици остануваат предмет на дебата, особено кога се наближува крајот на проектираниот безбеден период од 2015 до 2025 година, пошто истекувањето може да стане посериозен проблем доколку не се преземат дополнителни мерки.